Општина Босилово со патни инфраструктурни проекти. Ова го најави градоначалникот Зоран Зимбаков во емисијата Визавис, кој истакна дека од државната каса добивале 2.360.000 денари доволни за максимално 1 километар пат. Затоа, додаде Зимбаков, ги искористувале сите можности за развој на патната мрежа. Меѓутоа, тука ние не застануваме, значи ги пратиме и другите министерства или повици кои што даваат средства за ваков тип на проекти, и во оваа година преку Бирото за регионален развој, односно преку Центарот за југоисточно-плански регион, аплициравме по 2 оски, и тоа преку оската специфични развојни потреби и преку оската развој на селата со 2 проекти, и тоа локална улица во село Босилово, покрај селските гробишта, стара полиција и спој со магистрален пат А4, и една улица во населеното место Иловица, позади џамијата, односно спојот со мостот, накај местото викано Сирница, па се до спојот со локалниот пат. Се надевам дека доколку дојде до реализација на овие локални улици, ќе бидат вистински бенефит за граѓаните во овие населени места. Зимбаков истакна дека со Струмица работат на патни правци кои поврзуваат соседни села кои гравитираат кон двата центри. Исто така сакам да кажам дека во моментот од минатата година се реализира, односно во моментот е во завршна фаза локалниот пат Еднокуќево-Муртино, како проект помеѓу 2 општини, меѓу општина Босилово и општина Струмица, каде што изведувач на работите е фирмата Жикол од Струмица во вредност од 4.700.000 денари, и дел од овој патен правец, значи околу 500 метра, влегува на територијата на општина Босилово, а вкупната должина на овој патен правец е 1380 метри. Со ова ќе се овозможи поврзување на овие 2 општини и поголема размена на стока и на луѓе. Да, значи, ние како градоначалници имаме прекрасна соработка и со општина Струмица и со останатите 3 општини во микрорегионот Струмица. Меѓутоа и со сите градоначалници во југоисточно-плански регион, кои што како градоначалници заедно членуваме и во ЗЕЛС. Со градоначалникот на Струмица на седницата како регионален проект го изгласавме и изработка на техничка документација за локален пат Просениково-Сарај со изградба на мост, бидејќи овој патен правец е навистина проблематичен, посебно на делот кај што е мостот, односно во моментот тоа не е мост, тоа е еден импровизиран пропус кој што граѓаните по собствени иницијатива се принудени да го прават, бидејќи нема од каде едноставно да функционираат, односно да гравитираат према Струмица. И по мене повеќе се засегнати граѓаните од општина Босилово, односно Сарај и Гечерлија. Меѓутоа, таа неповрзаност прави проблем. Затоа се договоривме оваа година овој проект како регионален да влезе на листа на приоритети, па се надевам дека наскоро ќе дојде и до негова реализација. Градоначалникот истакна дека изградбата на улици и патишта во општина Босилово ќе ја прават во заедничка соработка со жителите и нивните потреби и приоритети.